Претходно во Диетално максимално гледавте. Кандидатките изминатата недела беа во фокусот на деталните проценки и проверки во Синерџи. Секоја беше детално измерена и одмерена. Вашето омилено време за здравие, за здрави навики на живот, за спорт започнува токму во овој момент. Добре не дојдовте во новата епизода на Диетално максимално. Денеска во Диетално максимално ќе гледате. Денеска ќе видиме како помина првото вежбање со Еми. Дали беше напорно? Какви вежби добија? Ќе издржат ли во наредниот период? Прашавме, добивме одговор кој ќе го слушнете во денешната емисија. Започнуваат со редовни прегледи и како што кажа во претходните емисии, наш медицински спонзор во третата сезона се Биотек Поликлиника. Виолета денеска ќе добие детален интернистички преглед со комплетна крвна слика. Гледајте не и уживајте. Добар ден. Добар ден. Сум доктор Катица. Јас сум Виолета. Добре дојдовте во Поликлиника Биотек. Драго ми е што сте денеска со нас. Драго ми е и мене многу. Јас многу се израдував уште кога ми соопштија дека овде во Поликлиника Биотек треба да доаѓаме. Како се осеќате? Супер. Драго ми е. Повелете со мене. Благодарам. Како сте, госпоѓа Виолета? Супер. Одлично се чувствувам. Така. Убаво тука вака амбиентот што имаме ние испитување овде во Биотек. Така. Значи, ова е ординација по интерна медицина. Кажете ми сега вие на мене дали имате некои здравствени проблеми? Па, најново во пред 5-6 месеци сум била на екокардиографија. Добре. И стрес тест и нешто како еве за наредниве 2-3 години да земам не билет по пола. Тоа го употребувам. Што ви кажа дека е побезочука срцето работи, зголемено? Не, нешто да биде како заштита. Нешто так. Како за заштита. Добро. За кога ви закажаа следна контрола? За една година. За една година? За една година. Добро. Друга терапија освен дебелите ли ви дадоа? Не, пијам нешто суплементација. Суплемент, така. Сега се организираше на интернет, ми излезе од комплексот аптеки Бети да се направи тест за витамини и минерали. Добро. И таму имав консултација со доктори да употребувам D3 повеќе, Така. бидејќи скоро на 4000 единици да имам нешто концентрација на витамин D. така. И магнезиум и почнав наутро да пијам магнезиум глицинат, а навечер цитрат. Цитрат. Тоа Добро. ми е препорачано така од суплементација. Друга терапија хронична дали примате за шекер, масноти, Не. за тироидна жлеза? Не, ништо. За нешто друго не примате? Не. Друга терапија? Не. Добро, мило ми е. Повремено нешто суплементација имам уште од порано, например, еве
7-8 години, малку артроза на колената. На колената. Со колената имам нешто, понекогаш проблеми, качување по скали, така нешто. Така. Да. Добро. Кажете ми дали имате алергија нешто на храна или лекови? Не. Дали во минатото сте били од нешто болна? Не, нема. Така. Дали во фамилија имате некои генетски заболувања, наследни? Не. Добро. Може да видиме сега како е притисокот. Добро. Вадете. Одлично. 130 со 80. Дали дома го следите вашиот крвен притисок? Да, во последните 5 години имам ваков притисок. Така, одлично. Секогаш. Браво. Да, следам. Така. Не сум имала проблем. Дали сте пушач? Не. Не. Добро. Значи сега ќе продолжиме со ехо на абдомен, да видиме Така. каква е состојбата на органите во абдомен. Така да продолжуваме со прегледите. Убаво. Стварно убаво овде, ве, и сите прегледи ќе ги направите, супер. Навистина ние чести задоволство што сте со нас и еве така што можеме да се подружиме и да превенираме. Ајде, госпоѓа Виолета, сега опуштено, релаксирано, како да сте на плажа, уживајте си. Слободно стомакот, не го думајте. Имате камче, знаете? Не знам. Колку време го знаете ова камче? 9 години. 9. Не ви прави проблеми? Не. Не? Значи димензија на камчето 14 милиметри. Колку знаете вие последно? Колку беше на последниот ехо преглед? 2,5. 2,5. Значи се смалило. Друг пресек да го фатиме. Овој пресек се мери 18 милиметри. Црниот дроб замастен. Десниот бубрек е во ред. Двата бубрега се со
уредни димензии, уредна поставеност, без знаци за застој и обструкција. Панкреас уреден. Абдоминална аорта. Точно, нема знаци за обструкција. Не се следи слободна течност во стомакот. Значи само останува камчето. Со него сте размислувале за операција или не? Не, сега за сега. Сега за сега не си го чувате уште. Добро, повелете, можете да се издржите. Внимавате околу исхраната за камчето? Да. Да? Да, знам. Знаете? Добро, што знаете? Што знаете? Што треба да избегнувате? Што да избегнувам? Да. Јајце, жолчка, Добро. најпак е Мрсна храна е. мрсна храна. Да. Можете полека. Претежно варена, печена. Така, брат. Одлично. По последните 5-6 години го применувам тоа, гледам. Повелете, избришете се. Денешната емисија ја започнуваме директно со вежби во теретана. И ми е настрплива да ја направи првата психофизичка проценка на нашите учеснички. И официјално да им посакам добре дојде на моите драги дами во сезоната 3 во Синерджи фитнес центарот, каде што ќе почнат да вежбат. Овие стапови не се за тепање, туку се за вежбање. Она што денеска сакам да го сработам заедно со овие 6 дами, лепотици, кои што ќе станат за 90 дена, се вежби. А па ти не спаѓаш таму. Каде ти сега? Ива сум Каде? да вежбам. Па Име вака примета? облечена, со костимче, идеш да се пресоблечеш. Имаш нешто да ми кажеш, он вака Имам доаѓа. вака спремна сум и во рацата држам нешто интересно. Тоа се липчиња. Зашо ти се Вие не овие се за мене и за тебе, ова се за нашите кандидатки. Тука имаме две букви. Едната е Д, другата е М. Диетално и максимално. А ја мислев Дарко и Милена. Како сакаш. Добро. Ама мислам дека по-фраерски е диетално максимално. Едните ќе треба да бидат од тимот на диетално, а другите ќе бидат тимот на максимално. Ова е во случај кој ќе ги прави во оние игрите. Сега да го решиме одма, да се знаете кој во кој тим е уште на првото вежбање. Па ја пошто Би сум било стриклика, убаво. сакаш вака да... Не, ја ќе поминам. Повели. Д и М. Сега Намерно се препрстете вака шарени лифчињата, не ги отварете веднаш, ќе ги отворите после. На крај кога ќе речеме 3 за позор 4 сега. Сега ќе видиме кој со кого ќе се падне кога ќе играме. Повели. А со мене кој сака да се падне? Ивана повели. Бети прва крена рака. Ова ти ти останам. Ајде сега 3 за позор 4. Да вежбаме. Ќе Јас имам Д. ајде да видиме кој е во Д. Во Д е значи Вики, Светла и Јана. Добро. Значи во добре. М се Ивана, Бети и Марија. Значи вака идеме. Вики, Светла, Јана во Д, Марија, Ивана и Бети во М. Ај сега си ги смените позициите. Едните таму, другите таму. Зошо? Понака Д има или не? Ај не ме, се шигувам. Останете се. Ова ми се допаѓа. Сите заедно. Па ние така си почнавме, Анкица. Ти дојде тука и не се не делиш во Брат, групи. Добре. Да, може, бидејќи вежбата, благодарам, готово. Се знаете кој е во Д, кој е во М. Ама знам јас Ивана зашто ти го врати лифчето. За да останат сите во група заедно со мене. Одлично. Јас ви се тргам, женски, good luck, се гледаме
скокота, кога ќе завршите, очекувам да ги чујам вашите впечатоци. И би сакала да дојдеш да присуствуваш на нашите вежби понекогаш. Не е проблем, еве да се средам. Во ред, се гледаме. Дали сте спремни? Ајде малку денеска да започнеме нашата сезона, каде што ќе го размрдаме горниот дел на телото. Најпрво носете паралелно во ширина на колкови, рацете покрај тело и ги креваме рацете догоре и спуштаме долу 10 пати. Пополека не брзаме. Договорено? Ојде. 1, издиши долу. Горе 2, издиши долу. Горе 3, издиши долу. Горе 4, издиши. 5, издиши. 6, испружи раце. 7, насмевка на лицето. 8, добри сте. 9 и 10. Да бе видам. Леле, Ивана, зошто трепки имаш? Добро. Рашири раце, рашири нос. И повторно креваме раце догоре. Убаво фати ја прачката со двете дланки и одиме горе. 1, долу. 2, рашири нозе, отвори стапалки. 3, долу. 4, долу. 5, долу. Диши. 6, 7. О, Марија, што си озбилна. 8, 9, 10. Супер. Собери стапалки во ширина малку пошироко од колкови. Рацете се пред себе и правиме ротација на телото кон десно и во средина 10 пати. Може? Заедно, Вики. Ојде. 1, не мрдај колкови, само горен дел. 2, 3, диши. 4, Марија, без колкови. 5, само горен дел работи. 6, така. 7, 8, 9, 10. Одиме сега на лево. 1, држи тело убаво. 2, ротација горен дел. 3, стегни раце. 4, вовлечи стомак. 5, 6, 7, Ивана, диши. 8, 9, 10. Супер. Спушти ги рацете, прачката фати ја пошироко, палците од озгора врз прачката, малку пошироко стапалките, горе рацете и чучнуваме. И кога ќе се кренеме горе, враќаме раце позади глава, односно докај што идат нормално. Може? Испружи раце, Марија, колку можеш? И одиме долу. 1, чучнуваме оноку колку што може. Назад, горе. 2, назад, горе. 3, така. Позади, колку што ни дозволуваат рамениците. 4, диши. 5, диши убаво. 6, долу, издржи до крај. 7, долу. 8, долу. 9, долу. 10, долу. Тешко е? Знаев дека не е тешко. Сега, претходно правевме ротација со горниот дел, но сега кога ќе правиме ротација на телото, значи притискаме со десниот лак на назад, а со левиот колк вртиме, односно стапалката лева, оди во блага ротација, тоа би изгледало вака, и враќаме. Значи, заедно работиме. Тимски,
Спремни? Може? И вие, драги гледачи, треба да вежбате со нас. Не е интересно сами да сме цело време. Ајде, спремете се, джогери во раце и одиме. 1. И вики, свиткај лакт кога враќаш на назад. 3. Лева, права рака. 4. Извлечи. 5. 6. Марија не врти цело тело. 7. Само ротација. Колк, стапало. 8. Диши. 9. Диши. 10. Диши. Земи воздух горе. Издиши. И одиме на лево. Спремни? Може? Ајде. 1. Свиткај го лактот на левата рака. 2. Кога враќаш на назад, Јана. 3. Лактот на левата рака. 4. На левата. Ротација 5. 6. 7. Само десен колк. 8. Извлечи убаво. 9. 10. Спушти долу раце, собери нозе. И сега, потесен фат на рацета, крени горе и се спуштаме до средина, креваме горе, спуштаме пред себе, тука и повторно. Може? Одим. Напред тело, крени горе, спушти до раменици и спружи горе. Одиме. 2, горе, до раменици. 3, диши длабоко. Така, до клучната коска ја спуштаме прачката. 4, горе. Извлечи. 5. Диши длабоко. 6. Стегни ги рацете. 7. Напред. 8. Напред. 9. И последен пат напред. Супер. Спушти ги рацете долу, расшири ги нозете и сега прачката оди по телото надолу, значи ќе застанете, се спуштаме долу, па креваме раце, па се исправаме. Значи телото доаѓа во една права положба, по 90 степени, истегнуваме надолу, онолку колку што можете и се креваме догоре. И повторна работат рамениците. Може? Одиме надолу, испружи раце пред себе, па крени се горе. Слијано движење, спушти долу. Долу, испружи раце, горе, спушти долу. Долу, испружи раце, горе, држи убаво тело. Долу, извлечи убаво. Погледот цело време паралелно со рбетот, не спуштаме глава премногу. Долу, напред, горе, спушти долу. Долу слијано, напред, горе и повторно долу извлечи, пред себе, горе и уште 3 пати, напред, горе, диши длабоко, уште 2, горе, напред и долу и последен пат долу. Многу ми се свиѓаат овие кандидати од третава сезона. Толку се тивки, толку се мирни, толку слушаат уште прв тренинг, а не сте свесни што се не ве чека. Се надевам дека и на вас, гледачите, ви се допаднаат денешните вежби, малку да го размрдаме телото, да видиме колку нашите нови кандидати се спремни за да ја започнат оваа нова сезона за нив. Се надевам дека
следниот пат малку повеќе ќе бидеме активни. Сега нели треба малку да се адаптираме. Оваа прва недела нема толку како викаат ука бука. Марија, насмеј се. Почеток. Секој почеток е тежок. Се надевам дека на вас не ви е тежок, дека ќе ви биде многу полесно за многу кратко време. Чао. Насметка. Ајде на јадење. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додатокот гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Се надевам дека времето и денеска изминато со нас ви беше корисно. Ако е така, до следното издание на Диетално максимално ќе ве посакам да останете во добро здравје. Довидување.